Кој би бил поголем злочинец? Јас се уверувам дека нема никакво зло за човек кој што бил на судење, меѓутоа е докажано дека не е виновен, значи е пуштен. Јас не знам, човек треба само да е успиен, односно хипнотизиран за да ја купи таа пропаганда. Пропагандата, ви кажав, е многу изразена, многу средства се фрлат, многу пари од буџетот се трошат. Наместо да се вработуваат луѓе, да се отворат нови фабрики, бидејќи состојбата економски е многу драматична, а парите се користат за некој да се прогласи за виновник, некој да се прогласи за бандит и криминалец, а исто така и се покриваат со тие пропаганди многу криминални дејанија кои што во последно време беа откриена преку извештаите на ревизорската на државната ревизија за повеќе министерства. Така што тоа е едната страна. И другата страна е што и самите го поставите прашањето, како може Еден Али Ахмети никој веќе да не го споменува во контекст на 2001 година, а Љубе Бошковски да биде виновен, а исто така во контекст ќе ги ставиме и бранителите. Тие се истормозени, толку се измалтретирани, низ таков пекол помина од оваа власт после 2006 година, што буквално се чудам. Става збор за луѓе кои што ја бранеа Македонија, кога 2001 година беа повикани, несебично ги ризикува своите животи, некои од нив загинаа, голем дел од нив се повредени. Имаат истрпено трауми лично тие, но и нивните семејства, и сега државата дојде во состојба да ги носи по судови, да им ги зима парите кои што ги земале како одштета за учество во војната и да ги третира како најдолни и најмизерни суштества во ова општество. Значи, кога ќе го погледнете цел тој еден систем, мислам дека приказките за патриотизмот, за, не знам, на Владко војводите и комитите на Владко Ѓорчев, паѓаат во вода. Ги повикувам сите македонци да се освестат, да погледнат околу нив што се случува и каков терор се врши врз се она што не се сложува, односно не мисли исто како врхушката на власт, и да почнеме едно ново поглавје, да се организираме на друг начин. За жал, јас морав да го напуштам ДПМН. Морав да го напуштам затоа што тоа веќе не е демократска партија, ниту пак е партија за македонско национално единство. Јас таа партија ја градев. Градени се мои 20 години од животот, младечкиот живот, цела една епопеја на огромна генерација на млади луѓе. Меѓутоа моравме да одиме од таму затоа што тоа е таму веќе чиста диктатура. И затоа ги повикувам сите македонци да погледнат со широко отворени очи во реалноста и полека да му свртат грб на тој начин на политичко владење во Македонија. Станува збор за бранителите. Кога ги спомнавме бранителите, дел од нив се и затворени и ги чуваат под клуч. Па да, знаете дека тие се изложени на невидени притисоци. Тоа што се случува со нив, јас буквално не можам, како што ви реков, не можам да го разберам. Тоа е нешто што во ниједна земја го немаме како пример. Не сум слушнал во ниједна земја оној што е бранел земјата да биде изложен на таква тортура, оној што е бранел земјата да биде понижуван 24 часа, додека во исто време да се зборува за пензии на учесниците од ОНА и од УЧК. Јас ќе потсетам, нели тие немаа жртви. 2001 година се зборуваше, никогаш не беше откриено ни едно тело. Нели нема повредени, затоа што не се кажуваше за ни еден повреден. Како сега одеднаш се прават списоци на луѓе кои што треба да добијат пензии, кои што ќе треба да ги платиме ние со даноци, значи македонците и некој македонец од Берово или од Струмица ќе треба тоа да го плати, за да земе пензија некој што Македонија нападнал од Косово. И најверојатно по 2000 години се преселил во Македонија. Истиот тој да стане дел од Македонија, дел од тие истите такви структури, веќе над 700 оваа година се вработени од страна на владата во државната администрација и практично тие се ставени на пиедестал, а бранителите се доведени во една состојба да се сметаат за најголем во Македонија. Тоа не можам да го разберам и мислам дека е многу добар показател всушност како делува оваа власт. Добро, да ги оставиме бранителите, веќе појаснивте дека се дел од нив се затворени под клучце, затоа што некои од нашите слушатели се интересираат дали тоа така. И префрлуваат
одеваат од работа, ги казнуваат на работа, ги малтретираат секојдневно, има примери. Секојдневно слушаме примери за бранителите. Само се чудиме што можеше да ја мотивира власт толку зверски да нас посне. Кажете ни, да се вратиме повторно на Љубе Бошковски, бидејќи еве сега спомнавте демонстрации, навистина некако стрчи како рок во вреќа. Вие испративте, познато ние дека испративте и писмо до адвокатката Едина пред еден месец. Зашто станува збор? Да, практично адвокатката на Љубе Бошковски, Едина Рашидовиќ, но и адвокатот, големиот авторитет Генал Метро, испратија писмо до премиерот, во кое што го предупредија дека додека трае процедурата во Хаг, владата, значи премиерот, државата, но и средствата за масовно информирање не смеат да се мешат во таа процедура што е утврдено во статутот на судот во Хаг. Имаше пред некоја година еден пример кога бивша поранешна портпаролка на судот во Хаг беше осудена затоа што само ги коментирала, беше изведена на суд затоа што само коментирала некои од процесите таму отпосле. А во овој случај, кога станува збор за Љубе Бошковски и Јохан Тарчуловски, можем да кажем дека процесот уште не е завршен, со тоа што медиумите кои што се под контрола на Груевски се умешаа во целава ситуација и што е општо познато допринесоа да се создаде уште полоша состојба, со голема забуна во македонското население, тие му нанесоа зло не само на Љубе Бошковски и на неговото семејство, туку и на цела Македонија. Така што овие адвокати го предупредија Груевски, односно владата, дека целиот случај може да заврши и во Хаг, односно дека може да се испрати допис до Хаг да се заштити целата законитост, односно да се заштити од тортура, од десните медиуми кои што се под контрола на владата, самиот Љубе Бошковски. Добро, мислам дека потоа малку се смирија, меѓутоа не додржа, бидејќи преминува многу голем дел од членството на ДПМН во Обединети за Македонија и затоа најновата вест е она што вие кажав малку порано, дека од вчера се подготвуваат да протестират кај куќата на Љубе Бошковски, веројатно за да ги заплашат членовите на Обединети за Македонија, но и да ги заплашат оние што би сакале да преминат од ДПМН, кои што се во голем број јавуваат постојано кај нас. Добро, да ве прашам сега за вашиот став. Ставени сме како македонци во дилема помеѓу името, односно идентитетот на македонскиот народ, антички, библиски, сегашен, и НАТО, Европската Унија. Кој е вашиот став? До 7 декември нели треба да се дојде до некакво решение, а после тоа ќе се бара решение за идентитетот, па културата, па јазикот и така натаму. Прво мислам дека до 7 декември нема да се дојде до решение. Тоа е апсолутно видливо дека роковите се кратки, а познавањата, односно ставовите на оваа гарнитура не се адекватни за да се реши тој проблем. Тоа значи дека ќе навлеземе во нова фаза на изолација на Македонија, затоа што на време не се реагираше, стратегизираше и не се бараа меѓународни пријатели за нашата позиција.